Дејан како дете беше мирен. Никогаш не спаѓаше во конфликти со други деца, да се тепа, да... Во школа беше солиден ученик. А во училиште ја пронајде и својата љубов, која верува во него. Нема да биде тешко. Не е ништо страшно, не е нешто ново. 7 години на свирки, 5 години. Поточно. По дискотеки. Сум немал многу играчки повеќе. Да се соберат една, толку. Стои и ја кршам. Интересно беше кога ми донесо автобус, го сокршив до дел да видам шоферот кај у него. Инструмент некој? Армоника. Мала хармоника имав. И таа ја сокинав да видам како свири на дрвочето. Да. Ама имав неа повеќе, 3-4 месеци имав сигурно. Прв настап во 4-то оделение на приредба. Мислам дека првиот пред жири, најмногу со My Way ми се добаја. А како тој гледа на Тоше? Баш слика на тоа како треба да изгледа на пеач, како треба да се однесува, што треба да прави. Отворена е песната, се дава многу, може да внесеш во неја. Да можам бар да се разбудам во свет на љубовта, без стари долгови и тие се ништа во чекор што ме дене. Да можам бар да те прегрнам, да не се сеќавам на студој есенски оние патила што токму нас наследеа. А мојот живот игри без граници, уморна приказна, скинати страници, празни не испишани. А мојот живот е вечно паѓање, се да се собере, пораз ке остане, навики стари во мене, тоа и ке остане. Да можам бар да те разбудам со кафе утринско, по кревет заедно, па да те бакнувам, тоа го нема одамна. Да можам бар да се заљубам во мала селанка на русна ледина, небесно висока, на долу дан.
Дејан само поналака. Да чуеме. Halo, jel čuješ? Čuješ? Jel si čuo? Ovo je druga tvoja pjesma koja je večeras otpjevana ovdje. Miroslav Frus direktno na liniji od Zagreb. Publika! Čuješ? Ovo je pjesak za tebe. Šta misliš? Hvala svima. Šta misliš o dečku koji je pjevao? Što misliš za dečkото što peješ? Да. Odlično. Одлично. Hvala ti Ruki. Izvini, molim te što Ти sam te благодарам, metala. прости што те вознемирам. Hvala ti. Ljubimo te svi. Pozdrav iz Makedonije. Bog! Što da kažem? Од Кус и од Рус да бегаш, ама овој Мирослав Рус. Znači, dečki, ne gledati vo Hrvatska večerva, mi stigna mnogo porake od mojih fanovi koji što preko internet go sledat ova show. I... Имаш закажано свирка у Дубровник, дете. У петок у сабота не може. Što da ti kažem? Večerva se čustva trepet v vašite glasovi, nevjerojatno golema emocija koje što se podrazbira, бидејќи mnogo teška tematska večer vi je zadadena ova večer. Gorda sam na vas. Mnogo ve sakam. Prekrasno otpeja. Prekrasno. Samo nemojte da mi sogorite do kraja na večerta, zato što to će bude strašno. Ja se boram so mojite emocije, no znam deka vam vi je 1000 pati poteško ova večer. Bravo! Пријателе млад, ова може би вечерва не е твојот најдобар настав на Идолот, но сигурно е најемотивниот настав. Не само заради тоа што тоше во прашање, туку заради тоа што ти се обиде да го поправиш она што беше расипано кај тебе, ние го воочивме на последниот технички преглед. А тоа е дека треба да се опуштиш. Уште повеќе. Мораш повеќе да веруваш во себе, пријателче младо. Со такви квалитети мора да веруваш во себе. Ако ти не веруваш во себе, џабе ние ништо веруваме во тебе. Опушти се уште повеќе. Верувај дека ти си тој. Ако не веруваш дека си ти македонскиот идол, никогаш нема да бидеш македонскиот идол. Браво. Од мене имаш да, апсолутно. Што да ти кажам, самиот знаеш кога ќе исполниш нешто добро, тогаш не треба никој да ти кажува дали си го направил тоа. Ти вечерва едноставно ја донесе песната. Морам да ти признаам на многу високо ниво. Многу ми се допадна што си оригинален, што не се обидуваш да имитираш никого. И мислам дека ја имате најубавата задача вечерва да пеете песни од Тоше. Најтешката, но после ова мислам дека ќе можете да пеете скоро се. Твојот стајлинг е прекрасен. Соодветствува и со тебе и со песната. И ја користам приликава да ги поздравам повторно оние кои што се вратија во игра. И благодарејќи на нив оваа вечер изгледате така прекрасно, а тоа се студентите при Универзитетот фон Факултет за мултимедија и дизајн. Дизајн при месье Александар Ношпал. Нив им е удобно исто како на вас. Да видиме колку им е удобно на оние кои што се во црвената соба со Ивана. Како си? Расположен? Да. Јако изигравам сталак за микрофоном. А, супер. Се извинувам. Или доби премногу позитивни критики, па сега некако се опушти, па Можно? не мислиш на ништо. Колку си задоволен од твојот настап? Па можеше многу подобро. Мислам дека малку имаше некои музички проблеми во пеењето на песната, сваќаш малку некои скокови, но мислам дека е добро. Добро. Имаш војници наоружани добро кои што ќе гласаат? Па се надевам дека има, не знам. Очекуваме да те видиме во финалето. Ги повикувам сите гледачи да гласаат за Дејан, бидејќи тој ги очекува вашите гласови и да го видиме во финалето.